Би сакал оштро да реагирам на едно случување на Комисијата за европски прашања. Заради интерес на јавноста, процедурата за гласање на законот за употреба на јазиците беше комплетно нарушена од страна на господинот Артан Груби. Заради тоа што, пред да се преиде на гласање, господинот Милошовски беше пријавен со барање да му се даде можност процедурално. Неговата намера беше да побара поединечно изјаснување на Комисијата за европски прашања за законот за употреба на јазици. Попатно, сакам да ги информирам граѓаните и вас, пратениците кои што не бевте присутни тамо, дека такво барање за поединечно гласање пред 3 дена при утврдување на дневниот ред на комисијата, исто така од господинот Антонио Милошовски, беше прифатено и комисијата поединечно се изјасни за дневниот ред на Комисијата за европски прашања. Но тоа барање, при утврдување на тоа кои пратеници се за, а кои пратеници се против од членовите и замениците членови Комисијата за европски прашања, не беше прифатено. И целото гласање, кое што беше спроведено на Комисија за европски прашања, беше во комплетен хаос и без евиденција кој гласа, кој не гласа. Имено, господинот Артан Груби констатираше дека 9 пратеници гласале за, а евидентно беше дека само 7 гласале за. Дополнително, на пратениците од Коалицијата за подобра Македонија и ВМРО-ДПМН не им беше дозволено воопшто да се произнесат дали се за или против, или воздржани. Затоа, замолувам или собранието, или вие како господин Танал Џафери, да се обратите на господинот Артан Груби и да му посочите дека такви постапки на погазување на можноста на пратениците да се произнесат не му одговараат нити на собранието, нити на било кој друг. Јас можам и да побарам да се повтори гласањето, може и да не побарам да се повтори гласањето, бидејќи е совршено јасно дека во сите фази од постапката до сега и во сите фази од постапката од сега натаму, на таа комисија, на друга комисија или на пленум, пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија ќе гласаат против законот, неуставниот закон за воведување на двојазичност на цела територија на Република Македонија. Нема никаква дилема околу политичката волја на пратениците од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Но тоа што го направи господинот Артан Груби е навистина некоректно и неколегијално спрема пратениците. Благодарам.